Првиот панел ќе биде посветен за состојбата на пазарот, за да речеме не на пазарот, туку на дигиталниот екосистем во светот и Европа и кај нас, и движењето на инвестициите на тој пазар. Имаше ќе се осврнеме малку повеќе на тоа што треба да се направи глобално и во Република Македонија подигнување на инвестициите, а во вториот панел, веднаш после првиот, ќе разговараме што може регулаторот да направи на таа област и што регулативата како и дали може воопшто да постигне ефект за зголемување на инвестициите на овој пазар. Денес на овој панел ги повикавме операторите да учествуваат, да бевме пријави од трите мобилни оператори кои што беа заинтересирани да разговараме на денешниот панел и затоа денес се со нас колегите од колегата од Владимир Николич, колегата од ВАН Драган Чепујновски и колегата од Македонски телеком Никола Огненовски. И благодарам за нивното учество. Се надевам ќе имаме интересна дискусија и се надевам дека и вие ќе бидете вклучени во текот на целата дискусија која што ќе имаме на овој панел. Да не зборуваме напразно, може да почнеме са малце нашите гости нема да можат да гледат презентациите, ама мислам дека напомет имат научено веќе ги дискутиравме накратко. Кажа, веќе инвестициите во пазарот за електронска комуникација темата на првиот панел. Спомнав на почетокот изразот дигитален екосистем, само малце за да ги речискаме термините. Се што се случува на пазарот на понуда, на светски размери, на содржина, на мрежна инфраструктура, на опрема и на сите пропратни компоненти кои се учествуваат во обезбедувањето на електронските комуникацијски услуги во современа околина, во современ свет, сакаме да го дефинираме денес како дигитален екосистем, не дека први го правиме тоа, така е и терминот на светско ниво. И затоа мислам дека прво треба да почнеме со разговор за системата во дигиталниот екосистем на светски рамки. Денешниве на слики, не презентации, денешна презентација со слики ќе морам да признам дека не е наша, дека не е најак, не е ни моја. Земена е од една студија од страна на Артур Далител, компанија консултантска, која што е доста активна на европско ниво и на светско ниво секако. Конкретно преземена е од Карим Тага, врвен консултант, мислам дека и шеф, барем е врвен консултант, кој што се оби веднаш во една прилика да ни презентира нивната студија. Според таа студија е извадена првата слика од денешна панел дискусија за која што сакам да разговараме. Тоа е движењето на дигиталниот екосистем преку приказ на market capitalization или вредноста на пазарот. Кога зборуваме вредноста на пазарот, не зборуваме сега приходи тука, не зборуваме кој колку корисници има, туку која е реалната вредност прикажена преку погледот на инвеститорите, односно нивната состојба на берзите и светот. И е дадено приказ од 2007 до 2013 како се развивал дигиталниот екосистем. И од овој приказ сметам дека се реално прикажани податоците, можеме да заклучиме дека дигиталниот екосистем има пораст од 5% во овој период, иако имавме услови на светска економска криза, знаете точно со Америка во 2008 се префали во Европа, се уште трае, дури и во Азија дел представляна. Меѓутоа, од слайдов, од сликава може да забележи дека иако може генерално да речеме има пораст од 5%, не е толку весело за присутниве што сме тука сите ние, кои што работиме само во еден дел од овој дигитален екосистем. Може да се заклучи дека пораст има на вредноста на интернетот од 95% во однос на 2007. Во уредите кои што се користат во дигитален екосистем, тоа се однесува на терминалната опрема.
софтверот има пораст, содржината има пораст, меѓутоа мрежните оператори и опремата која што се користи во мрежите има пад од 24%. Ако го гледаме дури во приходи, може да речеме дека во последните години од 2007 до 2012 има пораст од 36% на приходи во овој дигитален екосистем. Ама покрај разликата што ја гледавме во различните услуги кои што се нудат, гледаме дека и географски се разликува, што е уште понесекно за нас како дел од европскиот континент. Може да заклучиме дека има пораст од 28% во Океанија, со 67% има во Азија, дека во Јужна Америка има најголем процент на приходите, дека Северна Америка дури има пораст на приходите, меѓутоа дека Европа има пат од 8%. И сега би сакал да дадам збор на учесниците на денешниот панел за нивно мислење. На што мислите дека се должи оваа ситуација и дали може да се детектира кои се влијанијата на кои што влијаат за ваква ситуација на овој пазар? Ајде да започнеме со редоследот од оваа страна. Првиот слайд тажна слика дава перспектива на покретно на индустријата, комуникација и телеиндустријата. Негово дека ците со плюс, операторите минус. За жал така е, вредноста на ците е таква што во последните години и за повеќе од 50% падна цените на големите оператори на светот. Например, Оранж околу 60% му падна цената, Телефоника 20%, светли точки се можеби Америка, Мобил и Водафон, но не доволно да се компензира трендот на пад на вредноста на цените, односно недовербата, да кажем, на инвеститорите во самата индустрија. Од друга страна, сите плюсови што играат тука настават резултат на растот на цените е, пример, ОТТ играчи, да ги знаеме добро сите. Google 200% раст акцијата, Apple 500% раст, Amazon, ако не се лажам, 600% раст, односно акцијата на 5 години. Значи, дефинитивно не е секако што треба со нашата индустрија, односно главното прашање каде се изгуби таа товар, односно каде дојде до несигурноста на храната на инвеститорите. Следниот слайд, повторно Европа со минус во однос на останатите, да кажам, пред се развиени години, што сега има раст. Постојат неколку сили, барем IBM вика така, кои што диктираат телеком индустријата. Една од нив се услугите, друга сила е пристапот и сега доаѓаме до две интересни сили кои што може би според некои анализи се клучни за ваквиот изглед во Европа. Едната е самите бизнес модели на операторите. Први еден ризик за индустријата тоа што операторите тешко успеа да ги шипнат моделите од минути кон бајти. Сега ќе нам причини за тој број, тоа е одначено сила самата регулатива, односно влијанието на надворешните институционални сили во сектор. Европа да предвижеше во тоа. Споредно со Америка сите добро знаеме дека споредно има 3 оператори во Америка, Европа има 100 мрежни оператори, преку 500 приклучени оператори. Таа целта беше да се направи таа инфраструктурна конкуренција, се успеа, се добија конкуренција, но сега доаѓаме до момент на една неодржливост во таква ситуација и се повеќе овие големи оператори на кои што акцијата и тони или групации преносна акцијата се случени со потребата од консолидација известна на пазарите, да се премине конкуренција на сервисно ниво. Но тука се гледа дека вредноста, така треба да се бизнес моделите. Сега за тоа е потребно да се порукат самите полиси на регулаторите. Се со една цел од една competition да се премине сега тој тренд се користи co-petition или cooperation да се спое една компетишна ситуација, која што најверојатно може да поправи сликата во Европа, да looking forward на присуството на АЕК во Берек. Се надевам дека полека ќе шипнат работите кон некои консолидативни текови кои што ќе сменат ова слика, што не се присутни во Америка или во различни исти кои што растат многу подначи.
Драга? Ако тргнеме прво од претходниот слайд, кој што го покажува глобалниот тренд во светот, можеме повеќе причини да наведеме за една ваква состојба или барем во повеќе правци да водиме дискусија зашто ова се случува во моментот. Прво, би рекол дека во известна мера е природен тек на настаните со оглед на тоа што во претходните декади телеком индустријата бележеше многу по-брз тренд на развој колку другите индустрии, другите делови, другите сегменти сектора. Меѓутоа, софтвер, уреди, интернет, тоа што одат нагоре е природно, бидејќи тој во моментот бележи развој. За разлика од него, телеком секторот, односно делот на мрежни оператори и опрема, ја бележи таа стагнација и пад, победени од економската криза, која што се случуваше во изминатите години, ваков еден пат е можеби логичен тек на настаните. Тоа е нешто што ни се случува и треба да го гледаме како инпут аргументи во нашето функционирање како оператори, меѓутоа нормално и во управувањето со секторот. Она што полисимейкерите, она што регулаторните тела го прават во овој сектор. Тука би рекол дека имаме многу работа. Значи, до сега овој сектор, за разлика од другите, е славен во доста висок степен на регулација. Тоа е нешто што го притиска самиот сектор. Истиот тој сектор е потовар на доста голем обем на инвестиции од различни природи. Да се наметнуваат и нови. Секојдневно. Сведоци сме во Македонија, тоа ни се случува во моментов на субвенционирање на сосема други дејности од приходи од телеком секторот, а без никаква основа. Тоа се на крај краишта јавни интереси кои што треба да се задоволат од целокупната економија, не од конкретен сектор. Зборувам за последните случувања со филмскиот фонд и такви некои појави. Значи, од една страна, да, и самите треба нормално самите да работиме на тоа да оваа слика ја поправиме за нас и се клопиме оваа слика најуспешно можно, меѓутоа од друга страна и треба една подлабока ревизија во состојбата на целокупниот сектор за да тоа ни помогне во понатамошниот развој и нормално со тоа инвестиции. Што се однесува до вториот слайд, јас би прокоментирал дека тоа може би исто така поврзано со начинот на развој на секторот и начинот на развој особено во Европа и воспоставувањето на регулативната рамка. За разлика од Америка, Азија, Јужна Америка, каде што никогаш немало не знам колку цврста од една страна стандардизација, од друга страна регулатива, во Европа тоа се случуваше. Не може би, но сигурно тоа беше и причина за големиот подем на мобилната технологија, мобилните мрежи во Европа за разлика од другите предели во претходниот период, во текот на 90-те години од 20-тиот и на почетокот на 21-тиот век. Меѓутоа, таквата состојба, таквата стандардизација, таквата регулација очигледно дека дојде во степен кога представува еден вид кочница, еден вид бариера за понатамошен исто така успешен развој. И може би точно тоа е причината зашто Европа денеска, слайдот покажува движење од 2007 до 2012, ја бележи оваа стагнација за разлика од другите глобални трендови. Добра. Никола? Може на првиот слайд да почнеме со него. Според мене првиот слайд покажува неколку битни работи. Првото е што дефинитивно јасно е дека за 5-6 години индустријата радикално и многу динамични се менува. Повторно вика во развој со нови технологии, меѓутоа тука е моментот како и регулативата треба да одговори на ова прашање. И второ, според мене доста контрадикторно што токму тие носителите на целата индустрија, мрежните оператори, кои што им паѓа вредноста, од друга страна им се наметнува врската за инвестиции, или се дискутираат милионски суми, како тие да ја покријат дигиталната агенда, сега конкретно кога зборуваме за Европа. Додека сите други, и тоа е нели глобалната дискусија, едноставно доваѓаат во нашиот кап, како користат мрежата и нели го користат тој пристап од крајните корисници. И контрадикторноста е дека нашата вредност како мрежни оператори навистина паѓа,
а од друга страна се очекуваат многу големи инвестиции, приходи, социјална развој на целото општество и развој на тие погорни индустрии. Поради тоа што факт е дека сите тие погорни индустрии без нашата инфраструктура не може да дојдат до крајниот корисник. Сега повторно и тоа претходно што го кажавме, моментот е како ние да ја задржиме мрежната структура на операторите и на приходите. Дополнително, радикално се менува пазар. Не толку далечно минато 6-7 години. Сите зависеа од еден оператор. Имаше еден оператор кој што порано бил најчесто во собственост, за фиксните оператори во државна собственост и нели сите алтернативи биле преку таа мрежа. Во овој момент, повторно викам, верувам дека телеком индустријата е во расчекот поради тоа што во овој момент со новите технологии плюс минус сите сме на исто рамниште. Од тој аспект не треба фокусот да биде на регулацијата. Зошто некој да го регулираме кога во општина центар, например, крајниот корисник има можност за 4 мрежи, за избор за 4 мрежи, на крај на денот секој што сака да положи мрежа, ќе има истите услови како што ги има и инкамент операторите и сите други. И затоа повторно викам, овој момент е можеби клучен. Поврзано со вториот слайд. Ако споредиме, ако ги гледаме неколку светски кейс стади, факт е дека кога ги читаме азијските тигри, дали е Јужна Кореја или Сингапур, регулаторите се вклучени, меѓутоа регулацијата е на маргините. Значи, направиле проекти за развој, за покриеност на општеството, а после се фокусира на регулацијата. Се согласувам да треба да ги следиме европските трендови. Европа каска и тоа се гледа. Сега веќе може би малце сваќа дека препера со регулацијата, па оди на окрупнување на сингл бизнес маркет, меѓутоа факт е дека не треба толку слепо да се држиме до европските. Ајде да видиме за националните услови во Македонија кој не е добриот кейс. На крај на денот ги имаме скандинавските и балтичките земји кои што не толку стриктно ги држат регулативните рамки, меѓутоа сепак се успешни од аспект на каленички. Така да, повторно викам, главната поента е како да се развие индустријата, регулацијата, да, треба, меѓутоа мислам дека сме стигнати на ниво каде што има конкуренција, па и во Македонија, во секој пазарен сегмент, наредно е нашиот став, има еднакви услови за инвестирање. Значи сега само треба да се направи стимул, како што е за пофалба новиот закон за електронски комуникации, каде што јајка е вклучена, каде што најголем фокус е за заедничка градба на инфраструктурни мрежи и таква работи. Тоа треба да биде насоката и од прилика за сега тоа е да Благодарам. Може да продолжиме понатаму со дискусијата, може би на крај ќе треба да донесеме некој заклучок. Макар што интересно беше од сите што говоревме денес, наредниот панел ќе ги види многу почистоти, многу работи што сега ги спомнувме, веќе ќе ги има таму како тема и уште повеќе може ќе имаме време да ги разработиме. Не, наредниот панел. Не, си да споменувам. Нови сugestije. Разговаравме за екосистемот, дигиталниот екосистем како се движал последниве години. Изгледа дека опаѓа индустријата и евидентно емпириските показатели. Ама не е еднострано. И следниот слайд покажува една друга интересна работа. Ова е пример Франција од колегите од Арцеп, регулаторот во Франција. И викат дека од 2006 до 2012 година има навистина голем подем на употребата на електронските комуникацијски услуги. Иако во истиот тој период вредноста на мрежните оператори е попадната, иако Европа многу помалце, односно опаѓа во однос на другите земји кои што се развиваат, услугите се повеќе и повеќе се користат, сепак. И од неколкуте графици може да видиме дека тоа исто се однесува и за разговорот во мобилни мрежи, и за SMS-ите во мобилни мрежи, посебно за интернетот во мобилните мрежи.
дури ако го дискутираме фиксниот говор, тоа е една од работите преги што ја начнавме како тема, дури и таму има подел во бројот на искористување на услугите. Исто така, фиксниот интернет, а за IPTV или општо за телевизиските услуги веќе не ги постоја пред тој период, пред 2006 година, барем не преку мрежните оператори кои што класичните телеком оператори. Меѓутоа има нешто друго што загрижува наспроти овај слайд, кој што изгледа многу оптимистички, дека ако имаме некој период на опајање, затоа што се зголемува употребата, може да се очекува дека тоа ќе победи и наеднаш ќе стане се поинаква сликата, ама пак следнава слика не е толку весела. Викаме, во исто време, кога се зголемува употребата на електронските комуникацијски услуги, цените за нив паѓаат. И тоа многу повеќе и многу подрастично во однос на сите други услуги кои што ги плаќаат луѓето. Ова е исто така од Франција, пример. И таму оваа студија покажува дека во истиот тој период, кога се зголемиле употребата на електронски комуникацијски услуги, цената за гасот се зголемила за 44%. Вишува многу под влијание на русите, ама сепак. Електричната енергија е поскапена, железничкиот транспорт е поскапен, поштенските услуги, автопатиштата, односно патариите за автопатишта и паркирањето како услуга. Инфлацијата е зголемена за 11%, финансиските услуги се зголемени за 9%, ама во исто време цените за телекомуникацијските услуги е падната за 22%. И на тоа 22%, ако му се додаде и инфлацијата, тоа ще имаме една третина опаѓање на реалната, да речем, цена, која што крајниот корисник ќе плаќа за иста услуга што е имало пред 6 години. Сега, би сакал малце да подискутираме за оваа ситуација. Дали мислите дека е природен? Дали е природно ова случување на овој пазар, дали е поттикнато од некои надворешни влијанија, може би, дали може нешто да преземеме во однос на ова? Даде? Интересно. Одмah гледам тука на лаптопот за тоа. Говорот не расте. Потребата не. Така, значи, волумено на говореното услуги не расте. На платоците, на дата, огромен и ги продолжи така. Значи, дефинитивен е факт е шифтот од доминант voice дова во дата доминант време, кој што сме веќе денес да се повеќе. Сега од друга страна цените отидат надолу, така. Зошто? Затоа што се направи многу инфраструктурна конкуренција, претежно ми за тоа. И сега имаме еден ефект, значи, на стагнација на приходите, или ако порано во доминант voice времето се следеа сообраќајот и приходите во растат, сега приходите стагнираат поради овој по нашата индустрија. Од друга страна, сообраќајот многу расте се повеќе, односно има тој феномен на декаплинг помеѓу приходите и сообраќајот, кој остануваат на ваква хоризонтала, додека сообраќајот продолжува во тата доминант време да расте се повеќе и повеќе. И сега што доаѓаме до ситуација, ресурсите се повеќе зафатени, но од друга страна е многу мал, да кажам, бенефит од страна на заработката на операторите. И тука е тој проблем на кој што индустријата се обидува да го избалансира и да го мислам дека со вакви ситуации, што сега случуваме и во аспект на бизнес модел, и во аспект на регулацијата, без избалансирани ефекти. Значи сега од една страна сум никога се согласам дека да треба регулатор да ги поддржува инвестициите, да влезе може во тоа, но од друга страна треба да ме свесни дека е секогаш потребна контрола на антиконкурентски действија. Ама што тоа е доведе избалансирано, за да не сега една страна и да не дојде поларизирани ситуации. Односно, со пораст на сообраќајот барем во некоја мера да растат и приходите треба да се да се размислува. Независно од тоа што цените вака драстично паѓаат, бидејќи единствен начин за борба, да кажеме, на пазарите останале цените, што луѓето не го држи. Драган?
слайдот, наредниот слайд фактички, Тоа е што интересно. да, не е дека поинтересен или повеќе или помалку интересен. Овој слайд на некој начин го објаснува претходниот во одредена намера. Овој тренд на цени на услуги објаснува зошто имаме пораст на потреба од една страна. Ако се вратиме на другиот слайд, едно по едно да ги разгледаме кои се и што се, во мобилниот сегмент ние гледаме извесен пораст на мобилните разговори, значи на voice сегментот, и гледаме многу голем пораст на SMS и енормен пораст на дейта. Што се однесува на дейта во мобилниот сегмент, јасно е дека коинцидира со појавата на 3G мрежи кои што навистина го овозможија дейта услуги преку мобилни уреди. Претходно сведоци сме да, постоеше можност, имавме некаков интернет на телефоните, но тоа беше многу ограничен и без можности за реална употреба на интернетот за некои апликации кои што бараат поголеми потоци на податоци. Што се однесува до SMS, интересна е појавата можеби на толку голем раст. Јас би ја објаснил со два фактора. Прво, падот на цените предизвика распространување на технологијата на целокупната популација, за разлика од претходно кога беше на некој начин ексклузива за повисоко за поединците или фирмите кои што имаат повисоки приходи, повисоки можности. Бизнес сегментот нормално, а во последно време тоа станува собственост на секој, буквално секој жител во одредена сфера. Тоа придонесува кон користење од страна на млада популација. Така да младата популација таа што најверојатно придонесува во растот на SMS-ите. Втора работа е дали се тука калкулирани или не сме ние од различни машин или паркинг, аутопатишта, Господ знае што се не имаме како услуги конкретно во Франција сега тука тоа треба да разгледаме. Ако влегуваат тие, сосема јасен ваков пораст. Тука не е спорно, иако претходно ги немало. Во фиксниот домен се гледа дека voice-от нема прогрес, речи си дека нема прогрес и тоа е очекувано. Прво имаме шифт према мобилен на voice, второ нема ни зошто да очекуваме раст на voice-от. Комуникацијата на луѓето е таа, не можеме да зголемиме потребата за комуникација претходно или во овој период. Во домен на фиксен интернет, да, имаме развој на аксесните мрежи во овој домен, имаме и развој на содржините на интернет. Ако до 2006-2007 година ние имавме интернет за повеќе информативни содржини од аспект на текст, од аспект на помалку волуменски информации, во последната период имаме бум на YouTube, имаме бум на телевизија, имаме бум на содржини кои што бараат многу голем поток на податоци и тоа се случува во фиксниот сегмент. За телевизијата јасно тоа коинцидира со појавата на IPTV, затоа толку голем прогресот. И се ова е предизвикано на крај краишта. Падот на цени и зголемувањето на услуги е комбинирано. Дали како апсолутен пад на цени или како резултат на бандлирање на услуги во рамки на одредена месечна претплата за користење на услуги. Според мене, падот на телекомуникацијските услуги покрај другото дава еден јак сигнал. Првата задача на регулаторите е завршена. Крајните корисници добиле пониски цени. Ова покажува дека има развој на конкуренцијата во индустријата. Време е да се префрлиме во развојот на новите технологии. Тоа е моето размислување. Претходно, кога ги гледаме движењата на сообраќајот, јасно е, само што во Македонија има цели уште поразлична сликата, посебно во фиксниот сегмент. За 3 години 30% паѓа обемот на минутите. Тоа е јасен сигнал дека мобилна субституција има, меѓутоа АЕК треба да размисли зошто уште се фокусираме главниот фокус на ексанта регулацијата и на малопродажба и на фиксниот дел да може да го убиеме, да го оставиме на крај на денот фиксната телефонија колку и да оди надоле, да не го брзаме тој дел на овој сегмент, тука едноставно пораката да дадеме да се го изигра својата улога на пазарот како и да е. Меѓутоа, не гледам зашто би била
регулацијата потребна кога што има конкуренција, оди радикално надоле и дефинитивно има јаки субституции на пазар. Така да, по прилика, за овој дел е тоа, за намалувањето на цените, повторно викам, тоа е сигнал дека има конкуренција, е сега како да се монетизира, како што рекоа колегите, фокусот е на мобил бродбенд, фокусот е на фиксниот бродбенд со нови брзини, каде што ќе треба да дадеме големи инвестиции, меѓутоа направете маркетинг истражување да видите колку е свесноста на крај на денот на крајните корисници и интерес. Се уште каскаме, да, тоа е долгорочен процес, меѓутоа треба да видиме каде е инсентивот на мрежните оператори да вложат и како да ги нактераме, како да ги заинтересираме крајните корисници на вистина да го сватат бенефитот од новите технологии. Имам само да додам уште еден коментар од однос на трендот на цените. За разлика од сите овие сектори, освен финансиските услуги, за кои што постои објективно висок степен на конкуренција на пазарот, сите други сектори се уште или јавен сектор државен во државна управа и менеджмент, или се тоа природни монополи, сектори непосредно поврзани со одреден јак природен монопол, што не може да се реплицира објективно. Од таа причина и начинот на нивна регулација од една страна, а и начинот на нивно функционирање од друга страна е сосема различен од телеком секторот, кој што до 90-тите години, во некои држави много по-прогресивни и порано, меѓутоа можеме да се согласиме дека трендот од прилика од 95-та година или од 90-та година наваму бележи процес на либерализација. Единствен, реално либерализиран сектор од сите овие е секторот електронски комуникации. Конкуренцијата си го направила своето, тука нема збор и меѓу другото, ваквиот пат е предизвикан од отворената конкуренција на пазарот. Како еден од главните фактори. Таа конкуренција треба да гледаме како нешто позитивно што се случува и да ја негуваме. На крај краишта и мандатот и мисијата за формирање на регулаторните тела во доменот на електронските комуникации иницијално е таа развој на конкуренцијата и преку тоа бенефит за крајниот корисник. За жал, би констатирал дека особено кај нас во таа насока е отидено многу подалеку и многу повеќе работи се фатени во таа регулација на секторот, што го сметаме како негативна појава, особено негативна во денешно време, кој што негативно се изразува и во понатамошните активности на терен. Само да се надоврзам, значи повторно викам. Фактот е дека дефинитивно намалувањето на цените покажува дека има развој на конкуренција. И тоа ниво веќе таа задача начално веќе е исполнета. Така да сега е моментот како питата на приходи на целиот пазар да се монетаризира со цел новите технологии да бидат што попокриени на цела територија на Република Македонија. Тоа е предизвик за сите, но да остане. Само за Драган да го надопомнам, сите овие индустрии се регулирани. Ставени се само регулираните според регулатори кои што се трудат да воведат конкуренција на пазарот. Сега, последицата ја гледаме, може се должи на успешноста на регулаторите од оваа област, да се похвалиме самите, може би е природна последица заради природата на другите услуги, кои што многу потешко се либерализираат или е потешко да се воведе конкуренција на тие пазари. Ама ефектот е очигледен. Да продолжиме, може би понатаму. Да. Во мојата дискусија го констатирав дека и другите индустрии се регулирани. Точно е тоа. Да, има, меѓутоа карактерот на регулативата во тие индустрии би рекол дека е сосема различен од карактерот во домен на електронски комуникации. Дилемата е колку уште да се оди со регулација, поради тоа што повторно ако одиме надолу со регулацијата и ако мрежните оператори дополнително ба намалат приходот, како ќе може дополнително да инвестира? Темата на дискусијата е тоа. Ајде да видиме каде ќе биде оптималното решение. Ајде да видиме, мислам дека дојдовме до делот
цело време го почнуваме како муавет, односот на инвестиции и приходи. Може да заклучиме од претходната дискусија дека има некој дисбаланс во овој дел и сите што ме слушаш што говорите, веројатно сакаме да кажеме дека за малце известена равнотежата помеѓу маргиналните трошоци и маргиналните приходи. Заради случување на пазарот, дали заради регулативни мерки кои што се преземени од страна на државна интервенција, дали тоа е природно, како што рековме, веќе е зрел пазарот, или заради друга природа на пазарот, по-лесно е да се воведе конкуренција или по-активно се введува. Ама да видиме сега инвестициите и приходите. Пред да отворам сликата, секогаш зборуваме кога сте инвеститор, сакате да инвестирате и да имате поврат на таа инвестиција. Може би имаме дисбаланс на очекувањата и на реалните состојби на пазарот. Секогаш кога се зборува за електронските комуникации, посебно за инвестициите во мрежна инфраструктура, знаеме дека нема брз поврат инвестиција, ама се сметаме дека за 5, 10, 15 години ќе имаме поврат на инвестицијата, ама едно истражување не се согласува со таа констатација и вика нешто сосема поинаку. Ова е направено на пример резимен од берзата во Париз, на CAC40 компанијата, најголемите на париската берза. Извини, Владе, ще ги да прекинам полицеймейкерот, защото го замина имаше оперативни. Јас мисля дека ти треба да слушаме малце повеќе, ама... Океј, ние се говориме дека АЕП ќе биде фасилитатор на електронските комуникации. Тоа е новата стратегија на БЕРЕК. Превземе двигателната улога, ние ќе бидеме роторот околу кој ќе се врти индустријата. Ама ние ќе дадеме импулс да се заврти појако и за да приходи се зголемат индустријата да порасте. Само да нямаме многу центрифугална, тук е центрипетална. Да ги собериме. Ние по-добре центрифугална да се расшири кодот, отколку да се концентрат да се приближи. Добро, може да... Да. Си на состанок. Добро. 20 најголеми компании од CAC40 од различни сектори се разговарано е со нивова студија и направени се реални проценти колку треба да очекуваат дека ќе имаат поврат на нивната инвестиција. Значи ние како регулатор или како Македонија, како посебна држава и јавното мислење, туку да видиме како тоа би изгледало ако некој направи навистина студија од историски гледано и гледано за иднина. Таму е направено дека може би еден од проблемите за намалување на инвестициите и намалување на гледањето на инвеститорите за вредноста на пазарот за мрежни инфраструктури е дека повратот на инвестицијата не е толку брз како во другите сектори. И тоа може да се рече, ако е ова точно, поставам дека е, за телекомуникациите 23 години за мрежна инвестиција во мрежна инфраструктура се очекува дека ќе има повратна инвестиција. За другите индустрии релативно поголем, дури многу голем за некои други, како земјоделството и индустријата за луксузни производи. Тоа може да повлече едно прашање. Ако вие ги имате парите и ако вие сакате да ги инвестирате, ако го знаете ова, каде би ги инвестирале парите? Не верувам дека во црвеното ќе ги даде некој инвеститор кој што е спремен веднаш да инвестира. Меѓутоа, ако гледаме долгорочно и ако гледаме на подолго, ако сметаме дека од една страна тоа е и јавен интерес, тогаш може ќе се донесе некој друг закон. Истина студија понатаму покажува дека секој евро вложено во мрежна инфраструктура денес само за државата, значи гледано од наша страна како регулатор, само за државата во рок од 10 години носи во буџетот на државата 3 евро. Тоа секако има влијание и од страна на операторите и преку нив на инвеститорите кои што вложуваат пари во таа инвестиција. Другата слика
покажува нешто друго што веројатно е последица од сето претходно што го зборувавме и веројатно е последица на долгиот рок на поврат на инвестицијата. Како на истата слика од нашите колеги од Франција земено, од АРЦЕ, тие ги анализирале приходите во последните 6 години, ебитата тоа што покажуваат операторите, капексот што го вложуваат во индустријата и кешфлоуто со кој што располагаат на крај. Може да се види дека иако во минатите децении приходите драстично растаа во индустријата, сега веќе има доведено до заситување и претходно констатирахме дека има опаѓање дури. Од овој слайд може да видиме дека со намалување на приходите, од друга страна пак операторите се трудат да си задржат кешфлоу и затоа се трудат да намалат инвестициите во тој сектор. Со намалување на капексот во тој сектор се одржуваат моментално на пазарот. Меѓутоа, свесни сме дека тоа е краткорочен ефект само, дека намалувањето на капексот не може вечно да го следи намалувањето на приходите и ебитата и дека тоа ќе доведе до крешно, уништување на пазарот, кое што од друга страна па спортивната работа е причина за нашето постојање како регулатор. Наша обврска представува спречување на оваа тенденција на следење на прво намалување на приходите и со тоа следење на капексот во индустријата со цел ние да обезбедиме долгорочност на оваа индустрија и се разбира уште повеќе и развој. Дали мислите дека државната интервенција преку регулацијата има големо влијание во ова или само се однесува на природни карактеристики на созрен пазар кој што веќе постои подолго време во конкуренција со другите индустрии од дигиталниот екосистем, како што е ОТТ, терминалните уреди и друго. Ајде да почнеме да се владе. Тук много работа, така да почнеме се влагачи да се дали уште тука, но помнати креш, ако направиме креш на турна индустрија кој што работи, ние тоа стварно што ќе прават хубаво избор. Може би одговор на другото прашање, да Боже да се случи тоа. Типова кој инвестираме дали 5, 10, 15, тука 23 на шест, да кажам, дали може би воопшто гледаме кога инвестираме на повратот. Мислам дека одговорот е не, иако не е баш така били. Бидејќи капиталните инвестиции така како што се, кога ќе се вратиме, сите се доведеме така во ваква ситуација. И токму трет најголемиот пријател имали кој извештај 11 јануари 2012 се недовербата во капиталните инвестиции од страна на инвеститорите. И тоа го покажува првиот слайд, пак се навраќа многу колку не веруваат во индустријата, односно колку тоа не едноставно цилата на телеком операторите. За жал. Сега од друга страна во другиот слайд што го имаше, тие инвеститори толку не ги интересира ниту приходот каде е, кој што стагнира, ниту ебитата кој што паѓа, ниту тоа што тоа е капексот, туку ги инвестира кешот. И сега тоа ги интересира кешот, операторите прават цел да ги задоволат, тоа не може да паѓа акцијата, или прават превенто. И затоа гледаме тука на констатација е кешот, ама добро и тој да расте, за да расте индустријата, да расте тој, треба да расте и капексот, а капексот не може да расте устојко приходот, тој е на едно место. Ама од друга страна или трета страна, не знам која страна пред кажа, мора да инвестира. Познаеме тоа и така треба, не може кој некој да биде. И затоа Европа се свести, това не беше нели kroz која е донесена на ECF иницијатива или за отворање фондови и инjектирање на пари во самата индустрија. Мислам околу 9 милиарди евра беа назначени да се инвестираат во проблем. Значи може и да не збориме цело време така во еден облак, може ли такви идеи се потребни и кај нас парите се секогаш проблем, но од друга страна капексот, ако оди надолу, ќе застанеме и во структурата. Мрежите се полнат со капекси, дали ќе може да ги наполниме ако нема структура. И може би, еве се, директорот прозва AIQ да е фасилитатор, еден конкретен пример за фасилитација. Со градежните дозволи изгледа на базни станици. Сите знаеме дека има проблем со тоа. Подолг период назад, тоа што го вели нова. Мораме, ова индустрија е многу подинамична и мораме многу ефективно да настапуваме.
моментално общините ги издават градежни дозволи. Најбанален пример е да кажам. Со самото тоа што ги издаваат тие кои што се водат не толку динамичен свет на функционирање, има проблем само во индустрија. Зошто регулаторот и еден предлог, Агенција за комуникации не го преземе тоа како не задача, како вистинска одговорност, со самата контрола да издава градежни дозволи, ќе придонесе многу подинамично да се развива секторот, многу повеќе квалитет да пренесеме на самите политици, што е индикирано на регулатор во последните години. Да, таму има недостаток на покривање, има недостаток на битска брзина и така натаму. Дали можеме со иста брзина да настапиме на кредитиране, ако на тоа место имаме проблем да изградиме пазна станица. Ако регулаторот не контролира работите од страна, ќе фасилитира, четвртното. Регулација не може да не постои, но да се фокусираме на фасилитирањето, односно поддршката на операторите. И мислиме на тој начин е еден почеток, кој нешто што треба да се реструктурира, а и на тоа мислам дали Берек размислува подолго време, така што може да конкретна акција. Има идеја во новиот ЗЕК, а ќе издава градежните дозволи за електронски комуникацијски мрежи. Тоа веќе го разговараме со МИО, ќе го вклучиме Министерството за транспорт. Знаете, секогаш фалеше линкот помеѓу телекомуникациите и Министерството што се грижа за градење. Во сегашниот закон има обврска за инвеститорите на стамбени деловни згради да има по самата градба мрежи од нова генерација, по самата градба, инфраструктура внатрешна, вертикална и хоризонтална, но сепак не го справедуваат така градежните фирми. Зошто? Затоа што воопшто нема представа што се гради, како се гради, и наши колеги не учествуваат во процесот на, како си решилија? Употребна дозвола. Употребна дозвола, да. Во процесот на акцептанс на зграда, фактички. И што ние ви дале ќе се трудиме во иднина да направиме таа комуникација по... Ќе владева да го искоментира, пошто го знае исто добро како и јас. И се бидеме ајк да се појави тука во улога на тој ротор што го рекол веќе и да ги задвижи сите од министерства кои што па и ЗЕЛС. Тука ЗЕЛС се појава како еден фактор, општините се појават како голем фактор во вашиот развој и се обидеме ние да бидеме линк помеѓу вас, општините, министерствата. Нормално ќе ни треба и ваша помош, вашиот притисок во сите овие институции и нашиот да води со тоа да бидеме ние едно шалкатски систем буквално за вашите потреби. Избори да преземате колку што може конференци за да запишеме работа. Владе, ако ме прашаш мене лично и персонално, боле не ти го кажам одговор. Колку ингеренции би сакал јас ајак да имам. И затоа Значи, ајак е амбициозна агенција и сакам ингеренциите да ги презееме и за дигитален подпис, и за се што е во наша индустрија, сепак некои процеси се одвиваат по-споро од колку што ние сакаме. Одговорен збор на Драган. 21 година период на враќање на инвестиција делува страшно, особено страшно делува 23. Уште посташ. Значи, делува страшно особено од аспект на тоа што ако се врати на неколку години назад, не повеќе од 10. Пред 10 години беше овој период на враќање на инвестиција стабилно околу 10 години во нашиот сектор. И поради тие причини во тој сектор имаше толку многу инвестиции, толку многу перспектива и така натаму. Денеска се соочуваме со ваков голем период на враќање на инвестицијата, што за инвеститорите нормално е демотивирачки фактор. Кој би ставил во функција одредени средства кога по 23 години треба да види бенефит од нив. И тоа е пречка во моментов во пласирање на инвестиции. Една од причините зашто се соочуваме со големи проблеми во капиталното инвестирање. Ако го погледнеме на другиот слайд, трендот, ова е случај во Франција.
Прво треба да имаме предвид намалувањето на ебитата како параметар, задолжително нормално води на намалување на сите други трошоци во фирмата и нормално инвестициони вложувања. Тоа е еден фактор зашто капецот еве во конкретниот случај има опаѓачки тренд. Станува збор за период на криза, станува збор за период во кој што инвестирањето како од страна на операторот во собствен развој, така и од страна на инвеститори за стекнување на добивка не е поволен и од таа причина инвестиционата активност е помала и со намалувачки тренд. Меѓутоа исто така треба да земеме предвид дека телекомуникацијскиот сектор, капиталното вложување во секторот е изложено на циклични промени. Точно овој период коинцидира со завршувањето на, или барем во голема мера комплетирањето на изградбата на 3G мрежите, конкретно во Франција зборуваме, и период во кој што тие 3G мрежи почнуваат да враќаат од она што е вложувано во нив. Од таа причина немаме некои, не знам колку многу драстично изразена структурата на капецот во рамки на структурата на приходите и на ебитата. ЛТЕ, вложувањата во ЛТЕ кои што престојат, ово ќе го променат сигурно. Во наредните години очекуваме дека уделот на капец во ебита ќе биде многу поголем, дури ќе надминува, зашто ќе бидат нормално потребни надвршни извои. Кај нас состојбата на уделот на капексот во ебита и во приходите е, би рекол, уште неповолно отколку ова што прикажано во Франција. Кај нас поголем процент учествува капексот во ебитата. Од тие причини само ние колку и да зборуваме дека сакаме мрежи, сакаме развој, сакаме инвестиции, сакаме све, мораме да се ставиме во положбата на инвеститорите, кои што тие средства ги вложуваат и да разбереме дека не може да се вложува ако нема таа инвестиција повед. Така да лимитирачките услови во инвестирањето произведуваат пред таа можност за поврат на таа инвестиција. Што се може да се направи за да се создадат услови за да таа биде поповолно, можеме да дискутираме. Затоа да имаме втори. Ајде, тогаш во таа прилика може би поголем освет ќе дадеме, меѓутоа мислам дека има доста мерки кои што веднаш може да почне да се споредуваат. Океј, благодарам. Никола? Добро во врска Со првиот слайд, дефинитивно податоците не се оптимистички, поради тоа што 20 години на повратна инвестиција, посебно за динамичко општество, индустријата која што е телекомуникацијските, е забележувачко. И дефинитивно ние вратува компанијите прави куп финансиски анализи како да излезе во пресвет, поради тоа што дефинитивно јасно мора да се инвестира во нови технологии како фиксна и како во мобилна, ако сакаме да останеме лидери на пазарот. Меѓутоа тука се поставува прашањето колку и каде ќе се инвестира, каде што дефинитивно сметам дека и регулативата е многу значаен момент. Често и во Европа почнува да се напомнува географската сегментација. Поради тоа што според некои студии и анализи, например анализи смислени ВИК за Европската комисија што го правеа, директно повратот на инвестицијата зависи од тоа колку ќе се покрие. Например, ако се покрие 40% територијата, например, на одредена земја, трошокот покорисни за исти тие 1500 евро, меѓутоа ако сака да покријат 70, да ги опфатат и тие неколку профитабилни области како што се руралните, инвестицијата покористи нагло расте. Сега тука се постава прашањето која е улогата на регулацијата? Што ако во Скопје, во топ центарот, нели имаме 4 инфраструктури, зошто регулаторот да наметнува некои регулативни обврски на одреден оператор, кога што повторно викам, крајните корисници имаат можност за избор, сите оператори имаат еднакви права за градење и подложување на мрежа, се поставува прашањето за тие урбани, топ урбани места, кој е моментот за која е мотивацијата за регулација, посебно што ако еден оператор прави бизнес кейс за национална покриеност
таа регулација во топ урбаните средини може да му наштети да одлучи на некој друго рурално место да се демотивира да инвестира. Така да, затоа моментот за географска сегментација треба да се разгледа сериозно, за да не дојде на вистина на дисперзија на територијата на Република Македонија, на вистина покриена територија со многу мрежи, нели, за големи брзини, како за фиксна и како за мобилно, а да остане одреден дел на вистина не покриет. И другиот момент е растење на свестост за иновации и за свестост на крајните корисници за потребата за новите услуги и големи корисници. Значи, на крај на денот, ако зборуваме за новите услуги или за квалитетот за услугата, тука е една главна забелешка е Законот за јавни набавки, каде што дури и АЕ, тоа го поминувам многу пати, 100% критериум е цената. Која е мотивацијата ние како оператор да вложиме во квалитет на сервис и да инвестираме во нова технологија, кога нели во тендерските услови стои 100% цена, нели на крај на денот јас да ги инвестирам, нема како да ги вратам парите. Значи, тоа се неколку моменти кои што треба да се размислат. Повторно викам, едното е географскиот момент на регулацијата, другиот е како АЕ може да помогне за зголемување на свестост за крајните корисници за новите услуги кои што се базираат на нови технологии, со цел на следниот слайд таа приходна линија да не оди надолу. Поради тоа што веќе крајните корисници мислат да се задоволни, поради тоа што има конкуренција, има ниски цени, сега треба да видиме малку подолгорочно како да се направи. Дека по страна на инвеститорите дефинитивно си го гледа нивото на ебита и нет профитот и тука секогаш ќе гледа каков што ќе биде повратот на инвестицијата. Затоа фокусот треба да биде на приходите. Како мобилниот бродбенд, фиксниот бродбенд и FTTH треба на вистина да дојдат на некое ниво кое што сепак има реален поврат на инвестиција. Благодарам. Тој беше и последен слайд од првиот панел. Ја би сакала да има некој заинтересиран и од другите присутни да се вклучи во дискусијата или ако има забелешка или може би некоја исправка, може би нешто грешно презентиравме или грешно го преципиравме. Сите се согласуват со обсте. Може би само уште една реченица како заклучок. Тоа што го слушав и од вас, а и претходно што го гледавме, може да заклучам дека има дисбаланс меѓу маргиналните приходи и маргиналните трошоци. Знаеме дека во пазар треба да се еднакви или приближно еднакви, за да може долгорочно да функционира. Ама и Владко мислам дека истото го кажа, а и вие го потврдивте, може треба малце на питата на услуги кои што се нудат, може малце треба телеком операторите да се поместат и да почнат да размислуваат за нудење на нов тип на услуги, а не класичните услуги на говор, SMS, дури може да се речат класичните услуги на IP и на мобилен и фиксен интернет. Може би има решение таму. Ако се помести понудата која што ја дава телеком операторите до крајните корисници, тогаш може ќе се измести и побарувачката, односно побарувачката ќе го следи истиот тренд и ќе доведе до изравнување на едните со другите. Не само таму. Може слободно да заклучиме дека регулативата има големо влијание. Свесни сме и ние како регулатор, затоа и може би затоа изборуваме денес. Цела 2014 видовте дека ќе бидеме посветени на таа област. Сакаме како регулатори и Роберт спомна да бидеме фасилитатор на нови инвестиции. Сметаме дека едното решение е преку иновации. Иновации и на регулативниот дел, ама иновации и на понудата на пазарот која што се вика. Не знам дали сакате минута одмор или веднаш да преминеме на другиот дел. Само ще да не дека се заборава билото топ услугите кои што на крајот на се дел од целиот пазар зема значителен и ќе зема значителен дел на пазарот кој што дефинитивно
Тоа сакам да го кажам со поместување на понудата. Вие имате понуда нова, која што е различна од вашите класични понуди, кога ја рекламирате. Може би ќе направи промена, може би няма, ќе видиме следнава година. Мој впечаток е од младите што го правите, и ако ги гледаме следовите, дека локалниот екосистем е измор. Не е испред 10-15 години, посебно 20 години, кога имаше подем на телекомуникацијскиот мрежен сегмент, да речем, по лаички. Ако се помести дигиталниот екосистем, тогаш може би треба и вашата понуда да биде поместена во иста насока. И тогаш регулацијата, ние сме свесни дека не може да премине од регулација во една бакарно антимонополска структура на регулација, да биде премината во една IP околина, во нов екосистем. Сваќаме дека се работи за два различни универзуми. Ама сме сигурни дека не треба во другиот универзум да не постои регулација. Треба да помогне за нешто друго. Контрадикторноста на првиот слайд што беше дека вредноста на мрежните оператори паѓа надоле, интернет и контент-провайдерите вредноста им расте, меѓутоа од друга страна, за да целата индустрија се движи напред, повторно мрежните оператори треба да го дадат главниот превес за инвестиции. Така, во тој момент треба да се размисли каде во таа рамка на регулација треба да бидат контент-провайдерите, овото добро емоци по-широка тема се не е за Македонија. Меѓутоа, на тие што им паѓа вредноста, тие треба да бидат двигателот и хабот до крајниот корисник. Така да, тука е дилемата да се оживе. Зошто да ги тегаме толку? Ако се фокусираме, Ако се фокусираме сега на конкретни разлики, порано и денеска, една од клучните разлики е точно појавата и зголемувањето на понудата на топ провайдери. Ако некогаш сме ги немале да учествуваат во овој сегмент, во овој сектор, да секторот функционирал, да речем, избалансирано, денеска ги имаме како фактор кој што и така го влијаат. Во такви услови, тама работата мислимо да ги тргнеме. Не станува збор за тоа, напротив, треба да се земат преди тоа услугите, би ги нарекол, не провайдерите, услугите, како бенефит за корисниците. Меѓутоа, треба и така во сметка да се води на оно што пресеква го возможно, а тоа е инфраструктурата. Во денешно време ние имаме еден дисбаланс помеѓу вложувањата во инфраструктура и приходите на entитетите кои што функционираат на пазар. Ако приходите одат на места каде што нити може да се очекува вложување во инфраструктура, нити пак се случува тоа, тука имаме проблем. И тој проблем треба нормално посветено да се работи на тој проблем, за да работите бидат во еден убав баланс, во една убава хармонија. Воспротивно, ќе имаме дискусии како на Благојче претходно, кој што алудираше на тоа дека што ќе се случи на пазарот, што ќе се случи со корисниците ако ги снема over the top провайдерите или ако ги снема содржините од интернет. А од друга страна, што само оправданата дискусија на Владен, што ако операторите ги снема, кај ќе бидат тогаш тие? Тука веќе разговараме што е поставило јајце, кокошка и така натаму, по не знам колку години од сега ние ќе се случиме со таква една појава да не знаеме што е што, ако работите не се со правилен тек. Односно, дај Боже да не знаеме што се, бидејќи ако не знаеме што се, тогаш ќе постоиме и ние и тие. А ако знаеме што е водата и како е, тогаш мислам дека некој нема да постои. Се согласувам во голема мера, освен во хармонијата што постоела пред ОТТ ерата. Ако се сеќавате, во таа ера регулаторите се создадени, предпоставувам со причина се создадени. Мислам дека толку ама заради либерализацијата пазарот е последица на некоја потреба. Потребата е сигурно не било желба на монополите, ама Тоа било враѓање, мислам да се сузби. Да се сузбијат монополите, ама заради некоја причина. Една има причина, ако малце економски
теорија земје дека мрежите се природни монополи, окей, ама по друга били. Да, може да. Значи класичните телеком оператори и класичните телекомуникацијски мрежи се природни монополи, ама од друга страна по теоријата исто да кажа дека монополот со своја искористување на својата доминантна положба само носи до пат на целиот собствен пазар, односно до маркет фейлер, и заради тоа се јавила причината да се либерализира тој пазар. Ама тоа е друга тема сега, со време се надеваме дека суштината, ако се вратиме во теоријата, ќе најдеме суштината во овој момент во мотивот на монополот да даде поголемо производство. Значи, монополот, проблемот на монополите што тие немаат мотив за зголемување на до маркет фейлер. Поради таа причина кај монополот доаѓа до маркет фейлер. Од таа причина нормално глобалните трендови се во либерализација на секторот. Утврдено е дека тој сектор може да се либерализира, како што е и потврдено. 85-та година, 80-те години, 4-та, почна либерализацијата на овој сектор и би рекол дека денеска после 25 години ние можеме само да констатираме поволности и успех во концептот за воведување на конкуренција, воведување на либерализација на секторот, оттргнување од обврска на државата да го обезбедува. Фала Богу, телеком секторот успешно функционира со приватно инвестирање и успешно функционира во конкурентни услови. Меѓутоа, се уште, да не бидеме категорични да го сваќаме терминот монопол како еден играч на пазарот. Сепак монопол малку пошироко ако го разгледаме, го разгледаме низ призма на степен на конкурентност, а не на монопол, тогаш мислам дека ќе се согласиме дека и во мобилната сфера, во која што имаме 3 инфраструктури постојни во Македонија, не можеме да кажеме дека постои слободна конкуренција. Тоа е одредена форма на конкуренција, меѓутоа тоа не е слободна конкуренција според теоријата. А да не зборуваме во фиксна инфраструктура, каде што уште потешка е репликацијата и уште по неоснована е репликацијата. Тај може би не потешка, но комплетно неоснована репликацијата кога при постоење на конкретни инфраструктури. Тука уделот и положбата на инкамбент операторот секогаш е многу поповолно отколку било кој друг алтернативен оператор кој што планира да навлезе на пазарот. И од таа причина регулативните мерки во домен на развој на конкуренцијата на пазарот, она што апсолутно никогаш сум го спорил, прифаќам да биде оспорено, треба да понатаму да се случи. Проактивноста, мерките, најмногу во таа мерка, најмногу во тој домен очекуваме да бидат преземани. Само ще кратко, како реплика на Драган, значи повторно некако дискусијата ме влече повеќе кон минатото. Ајде да се насполчиме што следува и што не очекува. Да, порано имаше една инфраструктура. Во овој момент анализата на пазарот, маркет шеарот на сите оператори го покажува резултатот на регулаторот од аспект на маркет шеар на оператори, како во мобилна, така во фиксна, така да веќе треба да одиме како да понудиме нови услуги, а не да се фокусираме. Ние може и после на следната дискусија да дискутираме за регулација, меѓутоа прашањето е дали со регулација ќе допринесеме кон развој на општеството и кон развој на индустријата, или па регулацијата може дестимулирачки да влијае врз целото. Така да предлагам да видиме. Барем да дискутираме.